Почитувани гледаја, следите емисијата Мој став на телевизија М. Мојот денешен соговорник е професорот доктор Игор Јанев, специјалист по меѓународно право, кој токму за оваа емисија ни доаѓа од Белград, Република Србија. Овде ќе го поздравам и ќе му се заблагодарам што ја прифати мојата покана да биде дел од Мој телевизија М. Благодарам, на мене ми задоволство. Професоре, ви благодарам што ја прифативте поканата. Како сте? Добро, благодарам. Еве, тука малце во Скопје. Се надевам дека ќе начнеме неколку теми значајни, односно со кои што ќе го задржиме вниманието на нашите гледачи, теми плодни за дебата, теми кои што се важни токму за денешните случувања и превирања во македонското општество и македонската јавност. Професоре, за прв пат вие го искажувате советодавното мислење на Меѓународниот суд на правдата во 1948 година, со кој што се вели дека при членството во Обединетите нации не се бараат дополнителни услови, меѓутоа на Македонија и се наметнати два услови, а тоа е спорот со Грција и секако да ја носи референцата поранешна Југословенска република Македонија. Дали сметате дека тоа е една несериозност од страна на државниот македонски врв тогаш да не ги знаел, да не ја знаел таа повелба на Обединетите нации? Па, целиот државен врв во тој момент не знаеше за судското мислење од 1948 година. Исто така не знаеше дека при приемот во Обединетите нации не смеат и не може да се постават дополнителни услови надвор од општите пропишани услови во членот 4 од повелбата на Обединетите нации. Исто така не им беше познато дека судското мислење дури забранува на политички органи да гласаат за таквите дополнителни услови. И на краишата всушност не ги ни разпозна дека се работи за било какви дополнителни услови, па дори не им беше сомнително и тоа што траат по чин на приемот. Сите услови треба да траат по дефиниција до чин на приемот. Овие два дополнителни услови да се носи референцата бивша Југословенска република Македонија и да се преговара со друга држава со сопственото национално име, при што другата држава не го признава тоа националното име на Македонија, значи ти треба да преговараш со некоја држава што всушност национално не ти го признава, а преговара за националното име. И сега сите тие елементи не биле, да кажеме, сомнителни на тие представници на Македонија и тие, да кажеме, како недоквакани влегле во цела таа поставка и резултатот беше дека ние моравме 3 децении да преговараме за нешто за што всушност воопшто не може и не смее да се преговара, бидејќи тоа е работа што навлизува во суверените права и права кои се врзани за строга внатрешна јурисдикција на секоја држава. Треба да додадам тука дека и целата правна фела немаше представа за тоа дека името на една држава е државно правен идентитет, што е дел од меѓународно правниот субјективитет. Тие всушност не знаеле дека името е правниот идентитет кој потпаѓа под, значи, дека е најосновен елемент на правниот субјективитет на оваа држава. И од тие причини наивно започна преговори што трае се до катастрофалниот Преспаски договор кој на крај конечно го поништи националниот идентитет на Македонија. 3 децении можеме да кажеме една несериозност од страна на македонскиот државен врв. 3 децении се занимавате со проблемот со името. Еве од аспект на еден експерт по меѓународно право, што за вас представува Преспанскиот договор подпишан помеѓу тогашните министри за надворешни работи на Македонија и на Грција, Никола Димитров и Никос Коцijas? Колку е тој штетен, колку се покажа штетен за целата македонска јавност? Тој договор не само што е штетен, или дека е штетен, тој пред се е нелегален договор, нелегален меѓународно правен аспект. Тој договор е понатаму пред се етноциден договор, културоциден договор, со него се прави културен геноцид. Значи тоа е тешкото нарушување на меѓународното право. Обврска е на секоја држава која има склучен такав договор да го раскине. Значи тоа веќе не е прашање на политичка волја, да некој утре каже еве нема политичка волја во Македонија, па не можеме да го раскинеме таков договор. Обврска е таков геноциден договор кој на најтежок начин нарушува човекови права, колективни човекови права. Пред се тука зборувам за таа асимилаторска компонента на тој договорот,
во која, например, на најфлагрантен начин не се признава тоа наше егејско малцинство во Грција, кое сега, според тој договор, внатрешна работа исклучиво на Грција. И таа не сака да му даде било каков правен идентитет. И тој правен идентитет е со тој договор избришан. Значи, едноставно е анулиран. Со други зборови, тој е асимилаторски договор кој има исто така една друга компонента, исто така нелегална анихилаторски аспект во себе си и анихилација и анулација на национални идентитети е строго недозволена според меѓународното право. Со други зборови, не се работи за штетен договор, како што викаат некои, да кажеме, партии на власта кои не го прифаќаат. Туку се работи за еден геноциден договор, а обврска на држава е таквите договори, како и секој флагрантно нелегален договор да го поништи или раскине. Како се раскинува овој договор и што после раскинувањето? Постои повеќе можности да се поништи таков договор, одредени работи за кои посебно зборуваше колега Јанко Бачев се опишани во неговата книга во врска со поништување. Постои, значи, можности кои одат преко судот, преко собрание и така натаму. Јас ќе искажам мојот став во врска со раскинувањето, е дека кога не функционираат институциите на системот, најлесен и наједноставен начин е да се раскине, да се прати дипломатската нота со која еднострано се раскинува договорот до друга страна Грција. И потоа се праќа едно известување до Обединетите нации, до регистарот на Обединетите нации, секретаријатот, дека овој договор, овој акт е раскинат. Тоа обично се прави врз основа на простиот факт дека самиот договор е направен со подпис, а во меѓународното право важи тоа што настанало со подписот може и да се раскине. Тоа е суверено право на секоја држава да склучува и раскинува договори. Значи, тоа е тој рецепт што треба да се на некој начин реализира, ако има било каква минимум политичка волја и ако има минимален кредибилитет, бидејќи ниту еден човек во Македонија, посебно честен човек во Македонија, не може да се помири со ваквата деноминација на националниот идентитет која е спроведена во Преспанскиот договор. Ке значи ли раскинувањето на договорот почнување од почеток на сите преговори на Македонија? Не, едноставно, ние ќе имаме сега, доколку се раскине тој договор, голема битка во Обединетите нации за воспоставување на името со која аплицираме во Обединетите нации Република Македонија. Так. Меѓутоа, ние сме членка на Обединетите нации и таков, да кажеме, еден чекор не поминува преку Совет за безбедност кој дал зелено светло ние да бидеме членка на Обединетите нации, туку целата таа работа се води исклучиво во Генералното собрание и доколку имаме големо интерферирање од некој друг орган, може да се побара советодавното мислење од Меѓународниот суд за правда, кој сигурно во овој случај ќе биде позитивно за Македонија, бидејќи сите земји и народи имаат право на самоопределување. Покрај тоа, кога веќе имаме преседан од 47 и 48 година за тој случај, ние не можеме да очекуваме негативно мислење по прашање на дополнителни услови, туку ќе се имплементира тоа мислење од 48 година и ние ќе можеме само да информираме тие политички органи за своето ново име. Нормално тамо ќе се гласа со просто мнозинство од присутни и кои гласат во Генералното собрание. Ако ние имаме околу 100 држави на наша страна, тој процес сигурно ќе помине. Доколку не помине, можеме и следната година да имаме иста таква постапка и можеме да држиме тој проблем отворен се до моментот додека не помине името Република Македонија. Значи тука се работи за таа политичка постапка, правна постапка оди преку судот. Каква е политичката волја на македонската власт за да ги слушне ваквите експертски мисли? Политичката волја, освен некој еден дел помали партии или партии на колега Бачев, генерално не е висока, бидејќи во Македонија се смета дека тоа е нешто што е опционо, што не мора да се направи, што може на некој начин да помине така како што поминува и досега, дека народот ќе свикне на новиот национален идентитет, што е всушност северно-македонски, бидејќи се што е македонско терминолошки сега и според Обединетите нации припаѓа на Грција. Со други зборови, втората деривација од македонски која е поврзана со промена на правните идентитети е дека ние всушност сме деноминирани и како народот во северно македонци. Со други зборови, ние не би морале да го менуваме
и правиме таков договор доколку навистина бевме македонци. Сега испаѓа дека до сега лажно сме се представувале, па сме морале да го направиме тој договор и од тие причини веќе не може да се смета во меѓународната заедница дека ние сме македонци. С други зборови ние сме легитимирани како македонци и сега првата да кажеме реакција од Германија и Франција дека ние сме Норд Macedonians, тоа е северно македонци. И од фактот дека сами се поништивме како такви и договор е на еден начин доказ за тоа, ние имаме императивна потреба тој договор да го раскинеме. Доколку не се раскине тој договор, тогаш се стануваме оно што сме, значи недефинирана вештачка нација, која е подложна на понатамошна асимилација од страна на бугарите, во смисла на асимилација во бугарскиот идентитет, односно бугаризацијата. Сегашната власт тврди дека идентитетот е забетониран, загарантиран, но попатно го изгубивме ли идентитетот? Идентитетот е, како што ја кажав, апсолутно сега поништен. Значи, вие веќе со Преспанскиот договор не сме македонци. Тоа што вели нестручна власт во Македонија, која има и марионетски изгледа компоненти во себе, значи, тоа е една како апсолутно незнање, непознавање на меѓународното право, еден апсолутен, да кажеме, аморален став, бидејќи, како што кажав, секој морален честен македонец, 100% тие македонци, сите тие македонци сакаат да бидат македонци и не сакаат да бидат поништени или деноминирани со некаков меѓународен договор или со некаков надворешен акт со кој ќе се одреди националниот идентитет. Секој идентитетски договор е нелегален во меѓународно право. И бугарскиот договор е нелегален, бидејќи наметнува еден друг идентитет. Наметнува преговорите за идентитет. Сите такви преговори се нелегални во меѓународното право. Значи, такви асимилаторски, анихилаторски договори се флагрантно кршење на меѓународното право. Идентитетот што сега е забетониран и наметнат идентитет не е легитимен. Тој нема легитимитет во народот. За да имаме еден легитимен идентитет, тој мора да биде оригинарен, значи онака како што е креиран природно со генерации. Тој генерацијски идентитет со кој постои легитимитетот, тој идентитетот е променет на сила, на наметнатиот начин, со еден надворешен акт. Со надворешен акт не се креира идентитет. Се креира само една вештачка творба и всушност ние имаме една ситуација во која бивша Југословенска Република Македонија како референца, БРМ е една деноминација, што е вештачка и што е нелегална, како рековме, заменета со трајна референца Северна Македонија. Ова Северна Македонија е најголем срам за целиот македонски народ. Со Северна се деноминира, односно се поништува македонскиот идентитет на секој човек и на државата. Се явувате како еден од промоторите на најновата книга на професорот Јанко Бачев, во која пишува токму за договорите од 1947 и 2017 година со Бугарија, за кој што амбасадорот Никовски пак ќе каже еден договор за пријателство и еден договор за непријателство. А сега тука ќе ве прашам за таквиот договор за непријателство според господинот Никовски од 2017 година, односно договорот за добрососедство, пријателство и соработка со Република Бугарија. Колку овој договор е штетен за македонците? Како во случај со Преспанскиот договор, се работи за идентитетскиот договор, што по своја природа е асимилаторски договор. Таков договор не само што е штетен, туку се работи за еден договор кој е нелегален според меѓународните правните норми кои важат и пред се не е склучен bona fide. Тоа е во добра вера. Тоа е еден измамнички договор, направен со цел да биде инструмент, значи да инструментализира едно прашање во правец кој ќе се злоупотреби за да се смени идентитетот во бугарскиот идентитет. Со други зборови, тука се работи за една зла намера од страна на Мала Фидес, од страна на Бугарија, да се случи договорот кој ќе биде еден инструмент исклучиво во таа насока да може една земја да се уценува. Таков документ, како што објасни професорот Бачев, што повеќе се занимавал со оваа тематика, треба да се поништи или да се откаже или да се раскине, значи тоа е. Сега и во самиот договор стои дека може да се раскине со испраќање на писмено известување до другата страна од договорот. Ако постапката е толку едноставна, тогаш што се чека? Па се чека една власт што ќе има доволно храброст, што ќе има доволно морален интегритет. За тоа се зборува. Значи, секој власт што нема морален интегритет, нема тоа да го направи. Меѓутоа, јас барем како постар
3 децении сум обсервер на една ситуација во која сите македонски власти не направиле ништо во врска со преговорите за името. Јас се залагав да тие преговорите се запрат, да се оди во Обединетите нации, да се побара да се добие тоа уставно име во Обединетите нации. Така е слично и сега имаме еден очигледно нелегален договор со Бугарија. Не тоа се работи само за штетен договор, туку се работи за еден екстремно асимилаторски договор кој има само една функција. Сите македонци да ги претопи. Ајде да користиме македонски израз. Асимилера е повеќе американскиот, не знам дали ќе не разберат. Значи, да не претопи сите македонци во бугарите. И крајната цел, едноставно кажано, да не ги користиме странски зборови, е вие да се пишете бугари и ќе влезете во Европска унија. Ако не се пишете бугари, нема да влезете таму. Тој договор токму за тоа служи, за оценување. Сите тие договори што се направени под притисок, кои се направени под изнуда, ова е под изнуда, со уцена, во заблуда од наша страна, дека договорот е легален. Такви договори се раскинливи и треба да се поништат. Овде, во овој договор, постои и елемент на изнуда или и елемент на измама. Значи, такви договори треба веднаш, ако има морал кај во политичките елити. Меѓутоа, нашата политичка елита, за жал, како што ја здоби печаток, воопшто нема морален интегритет. Морален интегритет, човек со морален интегритет не може да се помири со бугаризацијата. Тоа што не може да се помири со бугаризацијата или со било што друго што е врзано за асимилацијата, како што Преспанскиот договор, очигледно асимилаторски договор, очигледно негација на национален идентитет, очигледно имаме значи анулација, странски кажано, или анихилација на националните. Тој што ти негира собственост, ти докажуваш со тај деноминатор северна дека не си македонец. И на тоа овој билда, бугарскиот договор билда својот бугарски калеми, што викаат Срби, бугарскиот идентитет. Значи, таквите договори за секој морален човек се апсолутно неприхватливи и тој мора да направи се што е во можност, ако има морален интегритет, таквите договори да се поништат или раскинат, или на било кој друг начин се укинат. И тогаш да се воспостави она нормална состојба во која македонскиот народ има својот идентитет, оној вековниот идентитет што го имаше со векови наназад. Од аспект на експерт по меѓународно право, сметате ли дека Македонија повеќе од 3 децени или повеќе од 30 години како да тапка во место во целиот тој преговарачки процес? Па Македонија немаше представа, или барем досегашните председатели, а ги познавав сите од почеток до крај, од Киро Глигоров, немале представа дека преговараат за една суверена тематика за која воопшто ни една земја во светот не би преговарала. Тие со 3 децени преговараа за државно-правниот идентитет, а во меѓувреме бевме безимена држава во Обединетите нации. Тоа е невозможно на некој да се зачлени како да нема суверенитет да се зачлени во Обединетите нации, бидејќи нема суверена моќ да си го избере дури ни собствениот правен идентитет. А Обединетите нации по дефиниција се здружение на суверени држави членки. И сега имаме една ситуација во која една земја преговара за тоа каков национален идентитет поседува. И тоа се земји што директно не го признава тој национален идентитет. Со други зборови, тие луѓе што до сега преговарале 3 децени се недоквакани, докажувале всушност дека ние не сме македонци со самиот чин на преговори и на крај со потпишување на Преспанската спогодба докажале дека ние 3 децени ги лажевме целиот свет дека ние, како се зове, всушност сме македонци, а не сме македонци, и со факт дека потпишавме договор, покажавме дека ние, како се зове, лажно се представувавме цело ово време и затоа моравме да го смениме името на државата. Јас би кажал обратно. Ние во моментот со Северна Македонија лажно се представуваме, а држава што лажно се представува во меѓународните односи е лажна држава. Ние сега имаме fake state. Ние сега сме со лажен државно правен идентитет и како таква ние сме вештачка и лажна држава. Тој момент го користи Бугарија, наметнува своите бугарски услови. Корен на тие бугарски услови е бугарскиот договор, за кој колега Бачев зборуваше и во своја книга општено напиша, да не повторувам тие аспекти. Меѓутоа, тоа што сега и во Академија на науки и во сите тие академски институции и натаму се преговара со бугарите, значи дека тие луѓе воопшто не знаат дека постои културен суверенитет. Значи, со низа декларации и конвенции од УНЕСКО
Културен суверенитет е еден од битните аспекти на суверенитетот и за историски, културни, идентитетски, посебно јазички прашања воопшто не сме и не може да се преговара. Тој што се преговара за такви работи го посрамува народот. Тоа го правиле тие 3 децени, го посрамувале Но народот со како да се преговори. чини дека овде политичката волја не вели така и не ги слуша ваквите мислења од експертите по меѓународно право, од луѓето од вашата фела, како да се тераат по свое? Па тоа може да се дължи на едно големо непознавање и на меѓународното право, и на еден клиентелизам кон странските фактори, и на една подкупливост, корумпираност кај политичките елити и конечно еден марионетски став до тие што се обидуваат да останат на власт или да освојат власт. Со други зборови, тука имаме збор за едни нечесни луѓе кои делумно само разбираат нешто од цела ова проблематика. Меѓутоа, јасно кога јас објавив тој научен труд во American Journal of International Law, најако списание, таму покажав и докажав дека Македонија е примена со нелегалната референца, со нелегалниот услов за преговори со друга страна, со кој се крши прво став 1 од член 2 на повелбата, суверена еднаквост на државите. Став 7 од истиот член, немешање во строга внатрешна юрисдикција. Тоа се работи кои поминале на израци на најсилните правни експерти, кои дори биле судии во Меѓународниот суд за правда. Тие луѓе јасно потврдија дека тука е направен ултравирес акт, пречекорување овластување од страна на Обединетите нации. Сето тоа јас изнесов на сите председатели и премиери во овие 3 децени и покрај тоа што беше јасно за меѓународната фела на повисоко ниво и во Меѓународниот суд за правда дека се работи за нешто што е нелегално и кога совети се дадени и од страна на највисоките светски експерти од Сјединените Американски држави, тие и натаму продолжуваат да преговараат. Со други зборови, оно што беше веќе потврдено во светската наука не сакаше и не можеше да прифати македонска политичка елита. И она на опозиција и она посебно на власт што беше. Оптимист ли сте за еднината на Македонија и каде ја гледате истата низ призмата на Преспанскиот договор, договорот со Бугарија, проблемот со Албанија? Според моје мислење, јас сум оптимист по, да кажеме, своја природа. Меѓутоа, се додека македонците не го раскинат Преспанскиот и Бугарскиот договор, или едноставно го понишат, или на било кој друг начин укинат тие договори, и додека ние не се избориме за нашето легитимно име, името избрано од нашиот народ, со векови, не само со оваа генерација, тогаш оваа држава ќе биде монета за подкусурување, ќе биде некој недефиниран вештачки народ, ќе биде некој народ што ќе биде предмет на асимилација, на поништување, територијално распаршување, бидејќи, да не се лажеме, сите овие чекори што Бугарија ги прави, таа ги прави всушност со копнеш или со некој цел да се подели македонска територија на бугарскиот дел што ќе се припои во еден момент на Бугарија, а оној другиот дел би се припоил на некоја голема Албанија и тој би се поврзел или настапил самостојно како голема Албанија во Обединетите нации или веќе на друг начин тие стратегиски работи би се решиле. Со други зборови, тој што вели дека Преспанскиот договор е договор кој цементира идентитет, кој на некој начин го штити идентитет, всушност го лаже македонскиот народ, бидејќи крајната цел на Бугарија, Албанија, а тоа беше и со познавање од страна на грчките елементи, грчката дипломатија, тоа е распарчување на Македонија по модел 2/3 на Бугарија и 1/3 на Албанија. Бидејќи Албанија заедно со тие фактори кои делуваат и во Македонија и кои делуваат и во Косово, всушност планира да креира една голема држава и тоа не е од сега, тоа е уште од време на Демачи и другите албански идеолози. И всушност во цела таа математичка равенка нема место за Македонија. И сега додека ние повеќе или помалку се спориме за правен карактер на тие два договори, тие активно работат на агенда за разбивање на Македонија и за
прекројување на овој дел од Европа. Како за крај, професор, има ли надеж дека во Македонија конечно ќе дојдат вистинските луѓе на вистинските места за да тргне работата на подобро? Па јас повеќе пати изјавив во јавност дека се додека ние не добиеме партија која јасно ќе се определи за раскинување на овие нелегални геноцидни договори, ние нема да можеме да формираме таква политичка елита која ќе биде подготвена да оди понапред. Значи јас всушност, јако не се мешам во македонските тековни политички движења, апелирам, значи, да на некој начин направиме еден критериум со кој ќе распознаеме кои партии во Македонија се патриотски, кои работат за национален интерес, кои не работат. По основно на тоа, нека ветат пред изборите дека ќе го раскинат Преспанскиот договор. И сега ќе видиме тука, партиите што не сакат или не можат или не смеат од странското влијание да ветат таков ветинг, тие како партии не треба да бидат гласани. Значи, ако партија не е во состојба, нема желба или нема капацитет да вети раскинување или поништување на Преспанскиот договор, тогаш за таква партија народот, јас повикувам народ да не гласа. И сега ќе видиме доколку народот сваќа цела ова проблематика која навистина е малце абстрактна за народот, бидејќи самиот народ се уште не знае дека имаме работа со модифициран, да кажеме, национален идентитет. Некој го представува како зацементиран, меѓутоа всушност се работи од меѓународно правен нагул за редефиниран идентитет. Тогаш народот и натаму ќе се остане на оно старо, па ништо, сега имаме само една додавка која ништо не значи. Меѓутоа, јас сметам од моја страна дека свеста полека се на народот се крева свеста за тој изгубен идентитет и за сите штетни последици од ваквите договори. Па јас би кажал дека се крева, да, ќе видиме тоа на избори, меѓутоа народот сам мора во еден момент да се освести, а секој народ се освестува само што кај некои народи тоа оди побавно, а кај некои народи оди побрзо. Значи, се до оној момент додека ние не да кажеме поништиме или укинеме или раскинеме тој Преспанскиот договор, се додека ние не воспоставиме нашиот македонскиот идентитет, ние нема да можеме да створиме асална држава од ово парче земја, мислам. Значи, просто неопходно е да се оди во тој правец. Ние сега имаме, да кажеме, erga omnes клаузула во Преспанскиот договор, што дури за голем број грчките автори, правници е апсолутно нелегална работа, бидејќи сега, значи, тој erga omnes не обврзува само две страни, Македонија и Грција. Тука сега прави обврска дури и на другите држави, не само за негација на егејците во Грција. Тука сега по истиот модел, тој erga omnes се користи во Обединетите нации, се користи дури во Бугарија, се користи дури во соседните земји и на крај на краишата обврзува еден куп земји на еден универзален начин што не е својство на билатералните договори. И веќе и самите грците прифаќаат дека тука се работи за нешто што е по својата природа, по своја суштина нелегално. И сега имаме еден договор кој всушност на нас македонци ни го сменили идентитетот, власта и дури и опозицијата нема свест да каже или нема да кажеме сознание или нема волја да изрази дека всушност ние веќе не сме македонци и дека ние сме вештачка држава, дека ние сме всушност лажна држава. Кога еден ден народот ќе разбере дека живееме во лажна држава, па на крај на краишата ние ќе мораме да поставиме правен поредок, бидејќи тој елемент erga omnes се протега од Обединетите нации, кај што се забранети сите термини за нас, само за нас, за грците не. Македонија, македонски, македонско, македонска, па се забранети потоа како се зове и нашите малцинства, а земја која нема малцинство во соседните земји, значи нема национален идентитет ниту во својата земја. Тој што нема малцинствата, значи не е национално дефиниран ниту во својата држава. Сега сето тоа е познато и во Обединетите нации, меѓутоа без акција од македонските фактори, од македонските политички партии кои не може да видат демакедонизација што е во тек. Они просто немаат свест дека се работи тука за една континуирана политика за демакедонизација и уместо да се запре тој, тие се помируваат, тие викаат странскиот фактор нема да
не подржи, тие викаат, ако ние сега ќе покренеме една таква акција, Американската амбасада ќе притисне тој или овој председател на влада или на држава, така да не постапи и така натаму. Значи, тука ние мора да расчистиме, или ќе имаме ние држава, или ќе живееме во еден провизори, што чека всушност да се распадне, да се раздели меѓу соседните држави. И се додека ние имаме таква една политичка елита што не го разбира проблемот, што се уште мисли дека ние живееме во цементиран или зацементиран или забетониран идентитет, ние нема да тргнеме понатака. Ова држава сега во момент, според моје мислење, е вештачка држава. Ако сакаме ние да живееме во нормална држава, значи во права држава, не во фейк стейт, ние мора да го раскинеме тие нелегални договори, геноцидни договори, пред се пред спанскиот и бугарскиот. Професор Јанев, ви благодарам за разговорот и за одвоеното време. Благодарам и на вас, ми беше чест. Почитувани гледачи, тоа беше интервјуто со професор доктор Игор Јанев, професор по меѓународно право на Институтот за политички студии во Белград, Република Србија. Се надевам дека со овие теми го задржавме вашето внимание. Се гледаме следната седмица со нови теми и нови гости.